Буквата Е. Евгений Попацев, светски репрезентативец во маратонско пливање, прогласен за најдобар спортист на град Скопје во 2019-та. Евгений Попацев е светски првак во маратонско пливање за 2015-та, 2017-та и 2019-та година, а на 29-тиот Охридски маратон Евгений станува првиот македонец победник на маратонот. Евгений Попацев е роден на 14. мај 1988 година и по професија е доктор по стоматологија. Во сезоната 2013-та Попацев бил второпласиран на конечната табела на Гран-при серијата најдолги светски маратони на FINA, при што за еден бод заостанал зад победникот Дамјан Блаум од Аргентина. Во сезоната 2014-та повторно е второпласиран во Гран-при серијата најдолги светски маратони на FINA. Овој пат второто место го делел со другиот македонски маратонец Томи Стефановски. Есма Реџепова, македонска пејачка и хуманитарка, кралица на ромската музика во светски рамки. Есма е едно од најмаркантните имиња на македонската, балканската и светската музичка етносцена. Таа е жена која животот го посветила на хуманоста, човеколюбието и добрината. Есма стана лесно препознатлив македонски бренд во светот со својата оригиналност и музичка виртуозност. Есма Реџепова сними и објави повеќе од 580 песни, меѓу кои и 2 платинести и 8 златни дискови. Настапи на повеќе од 22.000 концерти, од кои 1/3 се одржаа во добротворни цели. Со ансамблот Теодосиевски сними 108 синглови, 32 компактни касети, 15 дискови, 6 видеокасети и бројни телевизиски емисии. Реџепова најмногу пееше на ромски и на македонски јазик, но исто така снимала и песни на српско-хрватски, турски, хеврејски, грчки и хинди. Песните на Есма често зборуваат за љубовта, тагата, бракот и така натаму. Една од незините најпознати песни, наречена Чај Шукарие, стана химна на сите роми насекаде низ светот. Во 1976 година, на првиот фестивал на ромската музика и песна, што се одржа во Чандигар, Индија, таа е официјално прогласена за кралица на ромската песна. Во 1992 година, на големата западноевропска турнеја, прогласена е за примадона на европското пеење и е единствен етнопејач носител на оваа награда. Примадона на европската музика станува во 1995 година. Тоа е избор кој се одржува еднаш во 4 години и се избираат оперски пејачи, а таа била вброена меѓу 50-те најврвни гласови на светот на сите времиња. Во 2010 година председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја одликуваше со орден Заслуги за Македонија. Покрај создавањето на бројно музичко семејство, Есма Реџепова Теодосиевска и ансамблот Теодосиевски имаат одржано и повеќе од 2000 хуманитарни концерти, како и спроведено повеќе хуманитарни активности и многу донации, како донацијата направена за градот Скопје, Домот на хуманоста и Музеот на музиката на Есма и Стево Теодосиевски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.